Денеска сме овде, браќи и сестри, да повторно се учиме од Библијата. И ова размислување што денеска го имаме, сакам да го сватиме онака како што треба, да не се повредиме, ниту ја, ниту вие, бидејќи нема место за повредување, меѓутоа ќе зборуваме за нешто што е многу актуелно, важно, каде што ќе бидеме повикани сите да се вклучиме во овој Христов тим од соништата. Овој наслов го добив како идеја кога овие денови почна светското првенство во фудбал. Сите сме сведоци, постои една еуфорија во светот, каде што луѓето се закачени или залепени за телевизорите и го пратат тоа светско првенство. Имаше некоја слика од Катар, од тие фудбалски терени, но само да спомнам дека ова фудбалско првенство чини 220 милиарди долари во изградба на тие стадиони кои се направени за последните 11 години во Катар. Ја во понеделник на утринската програма ќе зборам малце повеќе за што се случувало пред ова светско првенство, колку пари, колку луѓе загинале, околу 7.000 луѓе загинале во изградба на стадиони, на хотели, на патишта, на пруги и се оно што денеска една група на луѓе таму се и уживаат. И тоа ме потикна да размислувам токму за нашата црква, не овде како локална, туку воопшто како црквена заедница, да малце размислуваме зашто Библијата вели дека црквата е зеница во Божјото око. Таа е во центарот на Божјиот интерес повеќе од 2000 години. А сепак се прашувам колку навистина разбираме што е тоа црква. Еве доаѓаме секоја сабота, среда, петок или кога имаме закажени служби, се враќаме. Дали навистина разбираме како функционира, браќи и сестри, црквата и која е нашата улога? Библијата зборува за многу метафори на црквата. Еве, например, царско свештенство, Божја нива, народ Божи, невеста. Но според мене едно најубавите слики што ја погодува самата срж на црквата е идејата за телото. Ево овде имаме фотографија на човечко тело. Повеќе библиски теолози ќе се согласат, а можеби и ние денеска, дека текстовите кои ги читаме во Римјаните, 12 глава се најјасни или најјасна споредба на Христовата црква, зашто како што во едно тело имаме многу делови, но сите делови на телото немаат иста улога. Така и ние, иако сме многу, едно тело сме во единство со Христос, а како поединци сме едни на други делови на телото. Од овие текстови, браќа и сестри, произлегуваат, може да кажеме, 3 принципи кои ќе ни помогнат да ја видиме и разбереме Божјата визија за нашата црква. Овде или во светски рамки, зашто ние сме црква на сите народи, во сите држави, во сите земји, во целиот свет, зашто не обединува иста наука. Не само раководството горе како капа, туку иста наука не раководи. И текстот вели зашто како во едно тело, зашто како што во едно тело имаме многу делови. Значи, еве гледаме на сликава, повторно ќе ја видиме истата слика. Значи, многу делови има во тоа тело. Произлегуваат 3 принципи кои ќе ни помогнат да разбереме што е тоа црква и која е нашата улога. Значи, прво, единство во службата. Секој дел од нашето тело има своја функција. Работиме со рацете, се облекуваме, не носат нозете, со нив играме фудбал, пешачеме, сечеме. Значи, многу работи извршуваат нашите функции и нашите делови на телото. И не може еден дел да каже срцето ти не ми требаш бубрек или не ми треба желудникот. Тоа нема да функционира. Секој дел од телото има своја функција. Во црквата Божја секој верник во овој текст, секој член има одредена функција. Секој верник има одредена духовна потреба, односно секој верник има одреден духовен дар. И Бог сака тој дар да го користиме за добро на телото.
Бог сака секој верник да биде автентичен. Што значи тоа автентичен? Посебен. Ти си единствен од таа оригинал. Ние не сме копија. Може да бидеме слични. Еве, близнаци имаме и во нашите цркви. Личат, може ние како луѓе не може да ги разпознаеме, но сепак тие се единки, посебни. Значи, секој верник треба да биде автентичен. Бог ти дал уникатно искуство кое никој друг го нема. Ти си единствен генетски код во универзумот. Например, нашиот темперамент. Сите сме различити. Нашите интереси се ве прават, или вашите интереси ве прават посебни и уникантни. Во целата човечка историја никогаш немало некој како тебе, ниту ќе има. Дали веруваме во тоа? Ако има сега 8 милиарди, еве пред некој ден објави дека имаме 8 милиарди жители. Пред потоп исто живее отприлика толку, 7,5 милиарди жители пред потопот. Но ние сме уникантни, посебни, неповторливи. И ние тоа чврсто го веруваме. И затоа секој од нас е добре дојден во црквата со своите дарови и способности. Некој знае добро да пее. Некој знае добро да свири на клавир. Некој да продава книги. Некој да се моли. Некој да посетува. Сите ние имаме посебни дарови. Не е секој создаден да биде одличен говорник. Може би имаме трема. Но постојат работи што само ти или јас може да ги направиме. Никој друг. И затоа сите ние сме добредојдени и повикани да бидеме и да имаме единство во службата. Второ, еднаквост во услугата. Секој дел од телото е важен, браќи и сестри. Например, во Новозаветната црква, кога читаме Библијата, Новиот Завет, ќе видиме дека секој верник се занимавал со работа во црквата. Секој верник имал свое работно место. И кога ги делеле службите во дела на апостолите, во првата црква, пишува таму цела редица, едни евангелисти, едни делеле храна, едни вршеле посета. Зошто? Затоа што имале разни дарови да би црквата функционирала и да напредува. Овие два стиха на индиректен начин укажуваат на тоа дека нема поголем или помал дар. Дали си редар, дали си говорник, дали си ова или она, сите ние имаме важни улоги. Еве, например, ногата. Или малото прстче на ногата. Не знам дали гледате, да. Замислите, може би тој мал прст само се сеќаваме кога сечеме ногти, да го средиме, тогаш. Меѓутоа, еве, јас сум доживел кога игравме фудбал и го повредив малиот прст. Или тука во салата кога игравме пред 20 години, сикавате вие кои бевте таму. Се ичашив ногата. Но тој мал прст, ако не се залечи, ќе ти даде болка на целото тело. Не можеш да функционираш, не можеш да одиш. И затоа, секој чекор, кога ти е болен прстот, изгледа како невозможна мисија. И тој мал прст стана исклучително важен. Може би не сме го приметувале кога беше здрав или бил здрав, но кога ќе се разболи, ќе го повредиме, тогаш тоа го чувствуваме. Во раната црква, зборот рано, значи тој златен збор, раната црква, некои верници се бореле, например, во првите редови. Некои биле во позадина, како во војска. Знаете, кога е војна, првата борбена линија, има втора, трета, има и позадина, кои набавуваат храна, кои перат алишта на војниците, кои носат лекови, кои завиваат рани, ги лечат ранетите. Значи, секој верник во раната, во првата црква бил незаменлив. Замислете тим во кој фудбалски тим во кој сите играат центарфори или сите се напаѓачи. Еве сега спомнавме светско првенство во фудбал. Тој тим не само што лесно ќе прима голови, тој што нема одбрамбени играчи, туку би бил и многу неефикасен, бидејќи би немал кој да го организира нападот. Трета мисла која произлегува од текстот во Римјаните 12 глава, телесен интегритет. Значи, сите делови меѓусебно треба и мора да бидат поврзани. Телото ги поврзува нозете, рацете, нервите, го поврзуваат нашиот централен нервен систем. Да би
телото нормално функционирало. Текстот вели дека сите ние сме едно тело во Христа. Павле укажува на две точки. Прво, има само едно тело Христово, има само една црква. Нема 100 цркви на оваа земја. Иако има, буквално, меѓутоа ние ќе зборуваме, сега зборуваме за Христовата црква. Втора работа, може би малце радикална ќе ја кажам. Тоа на латински унус, христијанус, нулус, христијанус. Его преведот. Еден христијанин не е христијанин. Може би сега тоа е радикален збор или реченица што ја кажав. Може би ова звучи сурово за нашето его. Може би ние понекаш тврдоглаво се бориме. Еве, јас сум христијанин, ја ќе се спасам пред Христа. Не станува збор за спасение. Меѓутоа, ова изјава, еден христијанин, не христијанин, сака да ни каже, да ни укаже дека ние како поединци не можеме да исполниме нашата мисија без црква, без организација. Христијан без црква е како фудбалер без тим. Има многу фудбалери кои се добри, но тие мора некад да се приклучат во некој тим, за да може да дојдат до изражај, да може да ја искажат својата способност, дека се добри голгетери, центарфори, или бекови, или голмани. Значи, мора тој фудбалер некаде да се приклучи. Еден пријател ме праша, или сакам се крстам, но да не припаѓам во ничија црква. Што ќе му кажете вие на таквиот пријател? Да се крстам, но да не припаѓам во нито една заедница. Па земите го Новиот Завет. Тие формирале заедница, друштво на христијани, каде што луѓето се дружеле и проповеделе. Еве го следниот цитат, многу силен, од книгата Дела на апостолите. Вака пишува: Црквата е Божје орудие за спасение на луѓето. Таа е организирана да служи и нејзина задача е да му го објави Евангелието на светот. Божја намера уште од почетокот е светот со помош на црквата да го спознае совршенството на неговата добрина, на неговата милост и на неговата моќ. Верниците на црквата, што ги повикал тој од темнината кон своето чудесно видело, мора да ја одразуваат неговата слава. Црквата е ризница на богатството на Христовата благодат. Преку неа Божјата љубов конечно ќе им се открие дури и на началствата и на властите на небесата. Еве, ова е навистина силен цитат, може да го провериме во Дела на апостолите 9-та страна. Црквата е Божје орудие за спасение на луѓето. Таа е организирана да служи и нејзина задача е примарна да им го објави Евангелието на светот. Во самата црква може да го најдеме тројството. Како што на небото постои тројство, и то тројство беспрекорно функционира, бидејќи црквата потекнува од самата суштина на Бога, овие принципи можеме да ги најдеме, значи, и се наоѓаат во самото тројство. Постојат три меѓусебно еднакви личности: Отец, Син, Светиот Дух. Секој од нив е единствена личност, посебна, но сепак дел од едно божество. За нас тоа е, можеби, и целосно неразбирливо, но ние го прифаќаме со вера. Самото тројство. Значи, тие се три лица, меѓутоа обединети во едно божество. Како денеска црквата функционира, браќи и сестри? Ќе бидеме искрени. Зборувам сега, значи, за црквата во светски рамки. На жалост денеска црквата се претвара не во тело. Црквата повеќе како да не е она тело замислено од страна на Исуса и на Бога. Тоа е повеќе како стадион каде што неколку професионалци трчаат до исцрпеност, а може би огромното мнозинство, огромна публика, полни стадиони гледаат што се случува доле на теренот. Јас сум платил карта и сега очекувам од мојата екипа. Еве сега има големо разочарување во Катар. Сигурно пратите некои вели сили изгубиле од анонимци, од послаби екипи. А се вложувало 5 години, зашто на секои 5 години мисчине има тие светски првенства. Значи тие свиркаат или аплаудираат, се зависи нивните фудбалери кои играат доле, дали се добри или лоши.
Повеќето верници, не зборам за сите, меѓутоа има и такви кои целосно се неактивни. Смета дека е доволно да одам во црква, да пуштам дар, да ја платам картата на стадионот и да гледам добро шоу. Ако фудбалерот, свештеникот, кој обично го носи целиот товар, или, еве сега, тренерите, кои не се добри, односно кои губат нивните екипи, се намета на удар на јавноста и на домашната публика. Ако подготвил добра проповед, во ред. Ако не подготвил, ете, не се припремил, не се подготвил. Така зборуваме сега воопшто нешто што ни е познато. Еве еден податок што мене ме погоди кога го истражував ова поле, вели најголема трагедија на современото христијанство е тоа што огромното мнозинство верници не се вклучени во работата на црквата. Некои студии покажуваат дека само 10% од луѓето вршат 90% од работата на другите. Тоа значи дека 90% од верниците се обични наблюдувачи и не е ни чудо што во светски рамки тоа не е веќе тајна, тоа е јавна тајна. Работите не се така како што биле пред 10, 20, 30 или 50 години. Иако комуникација е на високо ниво, се ни е достапно интернет, слободни дворани, не зборам сега за овие 2 години наназад, значи може се да се користеше во минатото. Меѓутоа, еве, сега е ситуацијата таква и треба да ја кажеме со име и со презиме дека во светски рамки навистина 10% според ова истражување вршат работа на оние другите 90%. Значи, ако ги занемариме овие принципи што пред малку читавме овде во Дела на апостолите, навистина тоа ќе не потикне. Гледајте што кажал овој Теодор Рузвелт, председател, 26-тиот председател на Соединетите Американски држави 901 до 909. Тој рекол дека критичарот кој укажува каде се сопнале силните или каде работникот можел подобро, воопшто не е важен. Заслуга е на оној што всушност е во арената, чии лице е извалкано со прашина, со пот и со крв, кој се бори храбро, кој прави грешки, кој доживува неуспех повторно и повторно, но е пон со огнен ентузијазам, длабоко лојален и подготвен да се жртвува. Местото на таквиот човек никогаш нема да биде кај оние студени и плашливи души кои никогаш не знаеле ниту победа, ниту пораз. Еве, сами извлечете порака и совет од ова кажување на овој председател на Соединетите Американски држави. Да, тој што е во арената ќе биде каллив, се бори, се мачи, а ние можеби од страна како они кои сме платиле карта, да гледаме борба, ќе му најдеме замерки. Добро не го фати, знаете, оние борачите порано, пеливаните што беа, кога се борија, кој како знае и умее. Колко е важна работата на критичарот, покажува дека сум прочитал, никогаш не бил подигнат споменик на некој критичар. Но, браќи и сестри, ова не треба да не разочара, туку само да не потикне да одиме напред. Која е Божјата визија за нашата црква? Не само овде Каваларци, воопшто во светски рамки. Бог сака црквата да биде тело. Бог сака секој од нас да ги користи своите дарови. Да црквата биде здрава, да биде навистина просперитетна. Да ги користиме своите дарови, своите способности. Ке си помогнеш на себе да бидеш силен и здрав христијанин. Некој рекол, раката што е активна е здрава. Раката што е неактивна почнува да слабее и да умира. Земете, пробајте, врзете си некој конец или некоја гума на раката, нека биде цел ден стегната вака и ќе видите што ќе се случи со прстите. Самите тоа го знаете. Никош нема да го достигнеме свој целосен духовен успех или потенцијал додека не се вклучиме во службата. Павле вели во Ефесјаните следново, зашто ние сме негово дело, создадени во Христос Исус, за да правиме добри дела кои Бог однапред ги одреди да ги правиме. Значи, ние не сме создадени нова земја, браќа и сестри, само да трошиме, да јадеме и да дишиме. Бог вели дека тој го создал нашиот живот да служи за повисоки цели. Ние сме создадени за добри дела.
za dobri работи што Бог однапред ни ги одредил. Овој кошаркаш, верувам го знаете, Майкл Џордан. Најдобриот кошаркаш на сите времиња. Се приклучил на екипата Чикаго Булс во 1984 година и веднаш станал NBA звезда. Во својата прва сезона, обратете сега внимание што ќе го кажам, Џордан ги предводеше Чикаго Булс во постигнување на поени. Никој не му бил равен. Имал асистенци, скокови и украдени топки. Тој беше прогласен за дебитант на годината и играше во познатиот All-Star надпревар во Чикаго Булс. Но Чикаго Булс бил елиминиран во првата рунда од плей-офот. А го имале најдобриот кошаркаш на сите времиња. Во 1985 година Џордан во плей-офот имал просек 43,7 поени, а на еден надпревар поставил рекорд 63 поени. Но и ова година Булси испаднале. Не освоиле прво место. Приказната за славната игра на Џордан и тие резултати кои биле разочарувачки за навивачите на тимот се повторувале во следните 5 години. Најдобар стрелец, најдобри скокови, најдобри украдени топки, најдобри асистенции, а неговиот клуб никако да освои прво место. Тој ги воодушевал навивачите и другите играчи, но Булс доживувал неуспех во тие првенства во Америка. Но што се случува? Доаѓа на сцена, односно овој тренерот Даг Колинс, кој го тренирал Чикаго Булс. Во 1990 година се случило нешто што ја променило историјата. Даг Колинс, поранешниот тренер на Чикаго Булс, добил отказ. А на негово место доаѓа нов човек, нов тренер, познат во јавноста, Фил Џексон. Наместо Џексон да се потпира целосно на Майк Џордан, тој сега ги вклучува и останатите играчи кои ги имал во екипата. Тој развива стратегија за триаголен напад, во која секој играч би бил важен, а не само Џордан. Во следните неколку сезони самата статистика на Џордан била послаба. Не бил прв стрелец, немал најмногу крадени топки или додавања. Меѓутоа, учинокот на другите играчи пред се на Пипен, Картвинг, Пексон, а подосли на Родман биле многу поголеми. И како резултат на екипата, која сега сите се вклучиле во постигнување на поени, Булс освоил 6 првенства и станал еден од најдобрите тимови што некогаш постоеле. И на крајот од својата кариера, еве што кажал Майкл Џордан. Има многу тимови во сите спортови кои имаат одлични играчи, но никогаш не освојуваат титули. Во повеќето случаи, тие играчи не се подготвени да се жртвуваат за доброто на тимот. Но смешно е што на крајот нивната неподготвеност да се жртвуваат ги отежнува нивните индивидуални цели. Едно нешто во кое цврсто веруваме дека ако размислувате и работите тимски, индивидуалните достигнувања ќе дојдат природно. Талентот победува на надпревари, тимот победува на првенства. Пораката ја разбравме, браќи и сестри. Последната реченица вели: талентот победува на надпревари. Имам талент и од средината давам кошеви. Кога се надпреварот, кој повеќе ќе даде кошеви? Тој во ред. Меѓутоа, тимот да победи, треба сите да дадат максимум од своја страна. Големи предизвици бараат голема тимска работа. И да се свртеме сега кон црквата Господова. Нема поголем предизвик од оној што Бог го оставил на црквата своја. А тоа е да му го објавиме Евангелието на овој свет. И Бог во неговата мудрост знаел дека работата не може да ја завршат супер талентирани професионалци, како Майкл Џордан. Тој бил навистина врховен.
врховен спортист, кошаркар. Меѓутоа, екипата, како тим, губеле. Меѓутоа, кога сите биле вклучени, што ги спомнав овие играчи, навистина, на крајот е вели, талентот победува на надпревари, но тимот победува на првенства. И затоа, никој сам не може да постигне големи работи. За да постигнете визија, потребен ви е добар тим. Денеска Христос не повикува да бидеме во неговиот тим. Христос е тренерот кој не знае за неуспех. И од тебе, како слаб сад, што вели таму Павле, во тој глинен сад, може да направи навистина радост и благослов они кои ќе го користат тој глинен сад. Неговата мудрост, Божјата мудрост, знаела дека работата не може да ја завршат супер талентирани професионалци. Затоа Бог создал тим, браќа и сестри. И на секој играч му дал талент. И тие таленти, тие дарови се важни да функционира Господовата црква. Еве изјава на неколку луѓе. Френкел Делано Рузвелт. Луѓето кои работат заедно како тим или група, може да постигнат работи што ниту еден поединец кој действува сам не може да се надева дека ќе ги постигне. Значи, може да кажеме, моќта на поединецот полека исчезнува, а моќта на тимовите и тие кои се организирани навистина доживуваат благослов. Уште една изјава. Доктор Живота Радосавлевич. Силата на модерната организација е во силните и компетентни тимови. Имав уште една, еве ќе прочитам, Џон Максвел вели, никој сам не може да постигне големи работи. За да постигнете визија, потребен ви е добар тим. Ефективниот тим може да донесува подобри одлуки. Повеќе луѓе се, повеќе умови, повеќе размислувања, повеќе идеи, побрзо да се реагира и да се решаваат проблемите покреативно од било која групна или талентирана група на луѓе, кои работат независно еден од друг. И затоа, нека ова размислување помогне, браќа и сестри, да навистина ги вложиме сите ние нашите дарови и способности. До сега сме работеле, но уште повеќе да ги вложуваме, можеби тие сокриени дарови кои се длабоко во нас, а можеби црквата ги препознава и Бог ти укажува да се активира тие таленти, дарови за добробит на црквата. Пред нас, навистина, браќа и сестри, е голем предизвик. Сите велиме последно време. Ако е нешто последно, ако е нешто при крај, знаете кога ти завршува визата во некоја странска држава си, последни денови, што правиш ти? Ги користиш последните денови, се пакуваш, зашто се враќаш назад. Ако е време последно, ајде го чувствуваме, проповедаме, ајде тогаш да ги искористиме сите наши дарови, да ги збиеме нашите редови. Има многу малку работи што можеме да ги направиме сами, како поединци, а многу малку работи што не можеме да ги направиме како тим. Навистина, и овој цитат при крајот, повторно одеме во Дела на апостолите на 223-та страница. Кај секој вистински ученик, таа љубов гори на олтарот на срцето како свет пламен. Божјата љубов се открива преку Христа на овој свет и затоа и неговите деца мора овде да ја одразуваат таа љубов со својот безпрекорен живот, со што грешниците ќе бидат доведени пред крстот да го видат Божјето јагне. Браќа и сестри, и ти денес си повикан да бидеш во тимот Христов. Тој Христов тим од соништата. Тимот од соништата е Божи сон. А јас и ти имаме удел во тој сон. Господ нека ни помогне да ја почувствуваме сета убавина на неговиот сон. Исус е тренерот на тој тим од соништата. Тим кој не знае за порази. Ти си можеби тоа малото прстче на ногата или на раката. Можеби тој нокт, мал нокт кој него ни приметуваме. Меѓутоа, многу важна улога играш во тој Христов тим. Исус е тренерот. Тој те повикува денеска да се вклучиме додека е време.
Додека вратата не е затворена на милоста, кога ќе се затвори таа врата, како што вели Откровение 22 глава, последните стихови, кога Исус ќе каже кој е свет, нека напредува, кој е лош, нека си остане таков. Во која група ќе се најдеме? Дали ќе бидеме во Христовиот тим или во оној другиот, соперничкиот? И тој прави тим. Но тој прави тим сатаната за злодела, за уништување, за обесхрабрување, за проблеми се повеќе и повеќе кои доаѓаат на овој свет, доаѓаат не од овој тренер, Исус Христос, туку од оној нечестивиот непријателот. Господ не повикува да уште денеска да го поканеме Исуса во нашите мисли, да кажеме: Боже, сакам да бидам во Твојот тим, во тимот од соништата. Господ нека не благослови и нека ни помогне да навистина тоа го сториме. Амин.